Добро вечер, драги гледачи. И оваа сабота сме повторно заедно на тема астрологија. Она што вечерва ќе разговараме и ќе биде наша тема, а се однесува на Сонцето како една од најбитните планети во астрологијата. Имајќи предвид дека вчера Сонцето влезе во знакот Овен, и во астрологијата се смета кога Сонцето ќе влезе во знакот Овен како почеток на нова астролошка година. Односно во астрологијата времето за почеток на нешто ново започнува со влегувањето на Сонцето во знакот Овен. И поради тоа за вечерва ја избрав темата да разговараме за една од најбитните и најзначајните планети во нашата натална карта, а тоа е Сонцето како планета. Она што вечерва ќе разговараме е како Сонцето се чувствува во одредени куќи во наталната карта и што е тоа што носи како символика доколку се наоѓа во одредена куќа од нашата натална карта. Она што пред да почнеме да збориме за Сонцето како планета во нашите натални карти, би сакала да го назначам е дека во астрологијата постојат мноштво на символики, постојат многу символики кои што можат да покажат одредена работа. Ова се неколкуте од символиките кои што може Сонцето да ги даде, затоа што точно конкретно одредено Сонце во натална карта ќе покаже кај секој поединечно, затоа е потребно да се направи индивидуална натална карта, затоа што Сонцето во наталната карта кај секој од нас е различно поставено и во зависност од куќата и знакот во кој се наоѓа и аспектите кои што ги гради во наталната карта покажува што тоа Сонце за нас значи во нашата натална карта. Така да би почнале во однос на тоа што Сонцето како планета представува, потоа и ќе кажеме по некоја символика за Сонцето во куќите од наталната карта. Позицијата на Сонцето во нашата натална карта ја представува нашата свест, представува свесниот дел во нас и она што е наша снага, наша топлина, наша храброст, енергија, тоа е нашата животна мотивациона сила која што секој од нас ја носи и ја има во нас. Сонцето е машкиот принцип во нас и он збори за тоа како нашата личност се изразува во материјалниот свет. И Сонцето во наталната карта не учи за односите кои што ние ги ствараме со машките фигури во нашите животи, односно со оние кои што ни се надредени, кои што се над нас, кои што се на одредени позиции, како и нашиот однос со нашиот татко, бидејќи Сонцето во наталната карта е сигнификатор и за татко во натална карта. Позицијата на Сонцето во нашата натална карта покажува каде треба да засветиме, односно каде треба да пораснеме, во кои делови е потребно да растеме и што е тоа што треба да го оствариме во животот. И исто така Сонцето во нашата карта ни покажува чувството на вредност, односно колку ние се вреднуваме самите себе си. Поставеноста на Сонцето во наталната карта, знакот и куќата во која што се наоѓа, ни покажува какви представници, односно партнери или каков машки принцип привлекуваме во нашата натална, во нашите животи, дали тоа ќе бидат праведни владетели или ќе бидат тирани кои што ќе ни одзимаат моќта. И преку нив имаме можност да стекнеме одредени искуства, да освестиме одредени блокади кои што ги носиме, а кои што се однесуваат на спознавање на нашата моќ, на кого ја даваме моќта и дали таа моќ ни дава чувство на сопствена вредност кон самите себе си или тоа е ограничена моќ. Сонцето во астрологијата го опишува статусот и позицијата која што ние ја добиваме во општеството, во средината каде што се наоѓаме, како и Сонцето покажува дали и на кој начин ќе напредуваме во нашата кариера, дали ќе достигнеме одредена слава,
какво ќе биде нашето лично достоинство кое што ќе го градиме, колку имаме свесност за нашиот личен идентитет и тоа ни дава телесна енергија и снага да се спротиставиме на одредени предизвици кои што животот ни ги носи и ни ги дава. Доколку позицијата на куќата во која што се наоѓа сонцето, знакот и аспектите кои што ги гради со другите планети се негативни, во таква ситуација тоа ни дава кршење на нашата волја, немање на снага, волја за живот, ни ослабува нашата здравствена состојба и ни го загрозува нашето здравје. Доколку тие негативни карактеристики се претежно изразени во нашата натална карта, тие можат да нагласат и нагласена желба за доминација, потреба да агресивно владееме, да ја наметнуваме сопствената волја, да изразуваме големо его и да имаме чувство на потреба по секоја цена да успееме, егоцентричност и да покажуваме непочитување кон другите луѓе. Она што сонцето во наталната карта го носи, доколку се наоѓа во вашата прва куќа од вашата натална карта, може да даде личност која што има организацијски способности, која што има чувство на потреба да води, која што е со добри организацијски способности, покажува и популарност и слава, дека може таа личност да стекне во животот. Тоа се подразбира слава во материјална смисла или пак одредена светска слава, доколку за тоа постојат аспекти кои што го поддржуваат тоа сонце во наталната карта. Слава по раѓање, слава во местото каде што сте се родиле, дава и да се родите во богато семејство или славно семејство. Може да од популарноста која што ја имате да уживате одредени заслуги, може да даде и високо его и личноста да има проблем во комуникација со другите луѓе, затоа што првата куќа е куќата на нашиот идентитет, тоа како се представуваме и тоа како сакаме другите да не видат. Доколку сонцето се наоѓа во втората куќа во нашата натална карта, куќата на финансиите, на парите, може да даде добра финансиска состојба, добивање на пари од страна на татко, затоа што сонцето е и татко во нашата натална карта, или добивање на пари од страна на нашиот партнер, да добиеме преку партнерот, доколку сонцето е добро поставено во нашата натална карта, може да даде и добри економисти, луѓе кои што добро работат со парите и кои што уживаат одреден статус во тој финансиски сектор. Доколку сонцето се наоѓа во вашата трета куќа во наталната карта, може да даде изразена интелектуалност, односно да се работи за личност кој што е интелектуалец, некој кој што добро зборува, кој што е речит, кој може да даде и егоцентрична природа, високо его, да дава одредени кавги и несогласување во комуникацијата со луѓето, може да даде исто така добра комуникација со браќа и сестри, со поблиска околина, или може да даде брат или сестра на некоја позиција, затоа што третата куќа се нашите браќа и сестри и поблиската околина и е куќа на тоа како комуницираме и како се однесуваме со другите. Комуникацијски вештини може да даде луѓе кои што добро пишуваат или кои што се познати писатели, кои што во јавноста одлично се снаоѓаат во тие комуникацијски алатки и вештини. Доколку сонцето се наоѓа во вашата четврта куќа од наталната карта, може да даде слава и популарност во земјата, во градот во кој што сте се родиле. Може да даде исто така, пошто четвртата куќа е и куќа на како ќе не паметат по нашата смрт, може да даде и слава по нашата смрт, односно да бидеме славни по заминување од планетата Земја. Исто така може да даде познат татко, бидејќи четвртата куќа во женски хороскоп е татко, а во машки хороскоп е мајка.
представува еден од нашите родители, да работите нешто битно и значајно за општеството и за заедницата, може да даде татко на позиција, може да даде славно потекло, да ве паметат, да бидете запознаени, да бидете запамтени, да сте познати во фамилијата или да сте родени во позната фамилија. Исто така може да даде да наоѓате смисла во другите луѓе и да им помагате на другите луѓе, да се грижите за другите луѓе, затоа што сепак е тоа куќа на ракот, кој што природно сам по себе има потреба да се грижи за другите луѓе. Може да даде да градите собствена фамилија. Се тоа зависи на кој начин и како сонцето е представено во вашата натална карта и какви аспекти гради. Таткото може да биде голем авторитет за вас и може да даде да сте да имате собствен приватен бизнис кој што е влијателен и на кој што вие сте на позиција на тој приватен бизнис и од кој што добро заработувате. Сонцето, доколку се наоѓа во вашата пета куќа во наталната карта, е едно од најјаките сонца, бидејќи тоа е куќата на лавот, а сонцето природно стои позади лавот и овде во оваа куќа тоа е со најголем интензитет и дава најголем креативен потенцијал. Исто така дава да имате голема љубов кон глумата, кон сликарството. Исто така дава и голема љубов и почит кон таткото. Покажува да може да имате одредена врска или да сте во љубов со оженет маж, затоа што сонцето е сепак представува символика за маж, за некој кој што е повозрасен. Исто така може да даде да сте успешни во спортот, доколку се разбира за тоа имате поддршка и од планетата Марс, која што би градела добри аспекти со вашето сонце, па да можете да успеете и во спортот, да достигнете и тука успех. Може да даде многу детно семејство, односно да има многу деца во семејството, или може да даде исто така прво дете да е машко родено и исто така може да даде првото дете да е успешно во тоа што го работи, или дете кое што е на позиција кога ќе порасне. Може да даде да се движите и да излегувате на познати места, во театри, ресторани, во места кои што се елитни во градот. Дава страствена и голема судбинска љубов, бидејќи петата куќа е и куќата на љубовта, на партнерските односи. Може да даде љубов со познати и угледни личности кои што се на позиција, дава леснотија во вашето школување, бидејќи петата куќа го представува нашето средно образование, односно како ние се однесуваме додека сме биле во средно образование, дава со леснотија завршување на школа и дава исто така да бидете сакани, почитувани и воздигнувани од професорите за време на вашето школување. Доколку сонцето се наоѓа во вашата шеста куќа, во наталната карта, може да даде ослабено здравје, ама може да даде и добро здравје, во зависност од тоа какви аспекти гради со останатите планети во наталната карта, во кој знак се наоѓа тоа сонце и како е позиционирано. Може да даде да се грижите и да ги лечите другите луѓе. Може да даде присуство на здравствена проблематика, да бидете шеф на работно место, на каде што работите, во професијата во која што сте, затоа што шестата куќа е сигнификатор за работа, ја представува работата. Исто така може да даде да имате добар однос со оние кои што се под вас, кои што вас ви помагаат. Можете, пошто тоа е и куќата на мајстори и занаети, може да даде да сте тука битна фигура или да сте познати и да сте најдобар мајстор. Може да дава добар однос со вашите колеги во средината во која што работите и со кој што соработувате. Може исто така тоа сонце во шеста куќа да даде и истакнување од страна на вашите шефови, да бидете наградувани. Исто така дава и леснотија при вработување, доколку сонцето ви се наоѓа во шестата куќа. Доколку сонцето се наоѓа во вашата седма куќа во наталната карта, тоа може да биде показател да партнерот е во светот на јавноста или да е јавна личност.
или партнерката, доколку е натална карта на припадници од машкиот свет. Ако жена има сонце во 7 куќа во наталната карта, може да прикаже конфликт на ниво на его, борба за доминација со партнерот и може да представува и конфликти во бракот. Да може да даде личност која што има своја цел. Исто така да даде во женски натал да даде целта и смислата да ја влечете од вашиот партнер или да ја добивате преку партнерот, доколку се работи за машка натална карта, може да биде партнерка која може да му дава смисла и цел во животот, во неговиот живот. Партнерите да се од светот на јавноста, да се во шоу бизнисот. Исто така може да даде и да треба да излегувате во јавност поради вашиот партнер. И такво излегување во јавност дава среќа во партнерските односи, среќа во бракот, дава смисла на другите, затоа што 7-та куќа е се она што се другите луѓе, која што е спротивно од првата куќа која што не представува нас. Дава свест за самите себе и за своето постоење, кое го одредуваме преку другите луѓе. Секогаш тоа сонце во 7 куќа ќе има потреба да биде потврдено од другите луѓе, да зависи од мислењето и ставот од тоа што другите ќе кажат за него и може да даде и обликување на нашата личност да е во склад со тоа што другите ќе го кажат за нас. Исто така дава добри меѓучовечки односи, дава работа во дипломатија, бидејќи тоа е куќата на вагата и дипломатијата е нешто што ја врзуваме за вагата, дава врска со возрасен маж или доминантен партнер. Исто така оваа куќа е, доколку вашето сонце се наоѓа во 7-та куќа, дава и да се бавите со политика или да бидете добар политичар. Доколку вашето сонце се наоѓа во вашата 8-ма куќа од наталната карта, тоа би можело да покаже да имате слабо здравје или да имате здравствени проблеми. Се она што било која планета да се најде во 8-та куќа, вклучувајќи го и сонцето, бара од нас трансформација и бара да се свртиме кон внатре и да видиме што е она што нас не блокира, бидејќи 8-та куќа е куќата на Шкорпијата, само по себе тоа е свртување кон нас самите и трансформирање на се она што се наши блокади и се она што нас не ограничува и се она што ни прави проблем во животот. Исто така, доколку сонцето се наоѓа во оваа куќа, имаме помала свесност, и ова е куќа на трауми, па може одредена траума која што е настаната да ни е одредена блокада или кочница, или исто така доколку сонцето се наоѓа во 8-та куќа од наталната карта, може да даде и неочекувана нагла смрт на татко. Личноста нема свесност за самата себе, за тоа колку вреди, која е незината вредност и бидејќи не е свесна за самата себе си, за вредноста колку вреди, може да има и искривено гледање на поимот вредност и што е вредно за нејзе во животот. Исто така, со сонце во 8-ма куќа може да даде и луѓе кои што се бават со криминал, бидејќи 8-та куќа го представува и криминалот, се она што е подземја, што е скриено и кое што за наши очи е невидливо. Исто така може да даде и грижа за другите луѓе, да се луѓе кои што се психијатри, лекари, терапевти, бидејќи Шкорпијата само по себе е и психологија и езотерија. Тоа се луѓе кои што одат од еден во друг екстрем, немаат средина и или е нешто црно, или е нешто бело за нив, средина не постои, одат од еден во друг екстрем и овде сонцето прилично се чувствува лошо, бидејќи сонцето представува извор на живот, а во оваа куќа му се гасне тој извор на живот. Исто така сонцето доколку се наоѓа во оваа куќа може да даде слава во војна, да сте познати
низ војна или страдање. Може да даде врска со оженет маж, може да даде добивки да добивате преку брачен партнер, наследство, стипендии, богатство од бизнис партнери или да ги славите нивните успешни финансиски добивки кои што ги даваат. И доколку тоа сонце во наталната карта има добри аспекти, може во одреден момент да ни даде храброст и моќ. Доколку сонцето се наоѓа во вашата 9-та куќа во наталната карта, исто така ова е куќа во која што сонцето прилично се чувствува добро, бидејќи оваа куќа е куќата на стрелецот. Стрелецот спаѓа во категоријата на огнени знаци како и лавот и му дава моќ и енергија. Во оваа куќа сонцето има живот и не се откажува од животот. Тоа е природно нешто кое што го носи, има животна енергија. Со сонце во 9-та куќа луѓето сакаат да патуваат, почесто се во странство, слава и успех во странство. Дава високо образование на татко, дава татко кој што често патува и кој што е на позиција. Дава во женска натална карта моќен маж или слава и успех кој што е загарантирана во странство на партнерот, ако сонцето има, се разбира, добри аспекти. Исто така дава статус во странство, може да даде да завршите високо образование, да постанете најголема интелектуална личност, углед и достоинство, може да даде доктор на науки. Особено може да бидат професии право, филозофија и политика, затоа што тоа се професии кои што се врзуваат со стрелецот. Се зависи од целокупната натална карта и како ви е поставена. И може да даде успех во било која дејност со која што би се бавеле, доколку ви е сонцето во 9-та куќа од наталната карта. Доколку сонцето се наоѓа во 10-та куќа од вашата натална карта, покажува слава и популарност, покажува големо влијание на еден од вашите родители, дава болна амбиција, големо его, дава луѓе кои што може да бидат нарцисоидни и егоманијаци, во зависност од тоа ако тоа сонце ви е лошо поставено во 10-та куќа. Личноста нема да има мир додека не направи кариера, бидејќи 10-та куќа ја врзуваме за професијата, за она статус добивање и положба во општеството. 10-та куќа е куќата на јарецот. Тоа може да значи дека доколку сонцето ви се наоѓа во 10-та куќа, да работата да ве разболува. Луѓето кои што има сонце во 10-та куќа најчесто не се смируваат додека не направат одредена кариера или додека не постигнат одреден статус или не застанат на одредена висока позиција во општеството, да добијат моќ, репутација и углед добиваат со сонце во 10-та куќа. Исто така сонце во 10-та куќа дава луѓе кои што се директори, шефови на работа. Исто така доколку има одредена поврзаност таа 10-та куќа со 5-та куќа може да даде уметници, глумци, а исто така може да даде и председатели на држави. Доколку сонцето се наоѓа во вашата 11-та куќа од наталната карта, тоа може да значи негирање, затоа што ова е куќата на водолијата и тука ова сонце не се чувствува природно добро, меѓутоа може да даде позиција или углед, или може да даде пријатели кои што се на високи позиции, бидејќи сонцето во оваа куќа не прифаќа авторитети, тоа е символика за водолијата, која што руши систем и не прифаќа авторитет. Може да даде познат пријател кој што може да ви помогне во одредени работи поврзани за вас. И со сонце во 10-та куќа исто не можеме да очекуваме дека ќе имаме трајни пријателства. Тие се пријателства кои што се неочекувани и изненадни. Може да даде ривалство и проблем со егото. Може да даде големи планови и племенити
планови, може да даде надеж која што се остварува, затоа што тоа е куќата на надежта. Исто така, може во женски хороскоп да зборува и за машки пријател кој што е во брак. Ако тоа сонце е поврзано и со седмата куќа, има и други аспекти кои што покажуваат на тоа, може да даде и брачен партнер од редот на пријатели или разведен маж. И сонцето во 12-та куќа од вашата натална карта, како што рековме и за сонцето во 8-та куќа, истото важи за за сонцето кога ќе се најде во нашата 12-та куќа од наталната карта, дава слабо здравје и проблем со здравјето. Работите јасно не ги гледаме, немаме свесност за себе си, не сме свесни за идентитетот кој што го имаме, склони сме на проблеми и пороци, бидејќи ова е куќата на рибата и она се врзува со сите можни пороци, алкохолизам и дрога и сите останати фармацевски лекови и се она што е поврзано со пороците. Сонцето го опишува и таткото во нашата натална карта, така да кога сонцето ни се наоѓа во 12-та куќа, може да даде недостапен татко кој што не е присутен, татко кој што не е дел од нас, може да е татко кој што е некаде далеку заминат во странство, може да даде и проблематичен татко или да немаме или татко кој што е физички присутен тука, но да немаме контакт со него или да сме во конфликтен однос со него. Ова е куќа која што бара да ги освестиме сите оние работи кои што ни представуваат проблем и кои што се позади нас, бидејќи 12-та куќа е се она што е позади нас од грб, она што не го гледаме. Се она што не блокира и ограничува, за да треба да го освестиме, за да можеме да дадеме сериозност на проблемот кој што ни постои, за да можеме да го освестиме и да го разрешиме. Ова е и куќата на стравовите, така да оваа куќа може да даде и да имаме страв од успех или да бидеме успешни, да имаме забрана за успех. Исто така може да даде и страф од напуштање, особено напуштање од машки фигури, татко или партнер, односно машки фигури кои што за целото време не напуштаат во животот. Може да даде и владетели во сенка, може да даде масони, тајни организации, може да даде професионален пат, губење на угледот и на честа, ако исто така може да даде и тајна врска со оженет маж, брак кој што тешко се одржува и личноста е на добра позиција ако е далеку од дома, ако е некаде во странство, далеко иностранство или ако личноста е на некој остров, па таму се наоѓа на одредена позиција, може да даде углед и достоинство во некаде далеко од дома и исто така може да даде да се наоѓаме на позиции, бидејќи 12-та куќа принцип представува затворени институции, психијатриски болници, храмови, може да даде затвори, да сме на позиција во такви институции. И најчесто тоа е куќа каде што нешто се крие, нешто не е јасно и јасно не ги гледаме работите. Ова е тоа што Сонцето како планета, како една од најзначајните планети во астрологијата, иако она спаѓа во категоријата на светла, заедно со месечината, го дава на секој нас во зависност од тоа во која куќа ќе се најде во наталната карта. И уште еднаш сакам да потенцирам дека ова се само еден аспект од тоа што може Сонцето да ни даде како потенцијал, доколку се најде во одредена куќа од нашата натална карта, за да можеме да ја видиме целокупната слика и што е тоа што Сонцето нас ни значи и ни дава во наталната карта, се гледаат и други фактори како и знакот во кој што се наоѓа тоа Сонце и аспектите кои што ги гради со личните планети и со далечните планети, за да ја добиеме целокупната слика за нас самите. Ви благодарам на вниманието и оваа вечер и за дружбата која што ја имавме во овие половина час. Се гледаме следната сабота во исто време со нова тема од астрологијата и нешто ново кое што ќе го споделиме со вас. Ви благодариме.